Дечки, дојдете да видите нешто. Наум е погребан 910 година. Ова е неговиот гроб. Луѓето веруваат дека се уште се слуша шукањето на неговото срце. Деца, ајде! Ајде брзо! Треба да одиме во античкиот театар. Брзо се облегуваме. Ајде! Ајде побрзо треба да одиме на античкиот театар. Ајде! Друго кројат лувците, друго мачарот. Джони, мило место те гледам. Браво, Джони, мило место те гледам. Кај сте се? 5 слики нацртав додека ве чекам. Ве чекам да прошетаме малку низ театар. А може и низ Охрид? Да. Театарот изграден пред 2,5 милениума во доцниот хелинизам. Археолозите предпоставуваат дека за време на Римската империја прераснува во гладиаторска арена. Од таа дупка доле излегувале животните и гладиаторите. Дечки, во каменов име испишано име. Да. Таму се вклесани имињата на посетителите кои си имале закупено постојани места тука во оваа арена. И нонстоп ги гледале сите борби. To give you Alias Maximus! Джони, може да го изрезбаме името на нашиот научник, бидејќи сега место гладиаторски игри се одржува фестивалот Охридско лето, а Джиги е постојан посетител на тој фестивал. Моето име Јана и јас се надевам дека ќе биде во сите историски книги за наука. А културата? Културата му ја препуштам еве на Џон.
Кога сме веќе кај културата, ајде да одиме на најсветото место на Балканот. Плаушник. Таа од секојаш зрачало со науката и културата. Може. Може. Ајде. Видете го ова. Ова се остатоци од рано христијанска црква. Изградена и декорирана во 5 век, кога Охрид, кој тогаш се викал Лихнит, бил значаен рано христијански центар. Кој ги направи мозаициве? Тоа сакав да ви покажам. Очиглед некои скромни луѓе. Тука запишале, ги направија оние чии што имиња ги знае Бог за свој благослов. Има уште едно име кое што е многу значено за Охрид. Свети Климент, нели? Точно. Точно, Свети Климент. Свети Климент е заштитник на Охрид, а на Плаушник, најсветото место на Балканот, некогаш била Климентовата црква. И Климентовиот универзитет, кој самиот го основа. Еве на ова место каде што сега се обновува Климентовата црква, некогаш бил и Климентовиот универзитет, од кој излегле 3500 ученици, кои подоцна ја ширеле словенската писменост, култура и уметност низ сите словенски земји. Нико, твоите предци не биле меѓу нив. Тебе, љозбе. Тука Климент го создал пофалното слово за Кирил, кое се смета за ремек дело на средновековната книжевност. А таму му е гробницата, која направил сам и во неа бил погребан во 916 година. Тука е Свети Климент? Тука бил погребан. Тука биле пронајдени неговите мошти, но бил пренесен. Раката една му е во Софија во Бугарија, черепот му е во Верија во Грција,
а една рака и една нога му се од црквата Свети Климент во Охрид. Климент е секаде. Свети Климент е секаде. А најмногу е со Охриѓани. Бидејќи е заштитник на градот, Охриѓани му се молат и го повикуваат да ги штити од разни напади и разурнувања. Во едно предание стои дека Свети Климент и ден денес навечер шета по калдрмите, со фенери го чува сонот на Охриѓани. И оваа црква го носи името на Свети Климент. Била изградена во 1295 година и била посветена на Богородица. Перивлептос. Да, но подоцна кога биле донесени коските на Свети Климент, името ѝ било сменето. Джуни, а кој ги нацртал овие убави фрески? Фреските се цртани од Михаил и од Евтихий. Тие донеле важен дел во византиската уметност, наречен Ренесанса на палеолозите. Ренесанса? Па нели е тоа движење што се јавило во Италија? Па нашата Ренесанса ја донеле Михаило и Евтихий. Тие, со излегувањето од црковните шаблони на цртање икони, ги донеле свој начин на цртање на иконите. И нивните светители се поразлични од другите, полни со Здравје, со енергија. здравје. Да. Имат воинствен изглед. Да. И затоа научниците ги споредуваат со рано италијанската Ренесанса. Да, а тоа може да се види во галеријата на иконите. Ајде по мене. Ајде. Тука се изложени 30 на вредни икони од Македонија. Поголемиот дел од нив се изработени во охридските средновековни сликарски работилници, а некои се поклон од Цариград и Солун. Джуни, а колку се стари? Создадени се меѓу 11 и 19 век. Како да се искаени од финиот однос помеѓу златен, виолетов, син и окер тон. Джони, овие икони се сликани од двете страни. А, да, тоа е многу интересно затоа што некои од нив се сликани на литии. Исто така, некои од нив имаат и сребрени опкови. А кои икони се најзначајни? Сите се значајни. Но една меѓу најзначајните е иконата Богородица Психосострија. Да. Со композицијата Благовештени. А има од другата страна е Христос Психосостер со композицијата Распетие Христово. Еј, ајде ти и вие да ве однесам на едно место каде што има исто така значајни икони. Ајде. Ова е катедралната црква Света Софија. И таа, заедно со соборната црква во Киев, со исто име,
имаат најмногу фрески од 11 век во европската средновековна уметност. Мозок, ова го нема во ерата на империите. Охрид од секогаш бил голема духовна империја. Пак и пак во мир на Господа да се помолиме. Господи, помилуј. Заштити, спаси, помилуј и зачувај ме, Боже, со Твојата благодат. Господи, спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија. Пресвятаја Богородице, спаси нас. Со сите свети, самите себе, со друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Кај ќе одиме сега? Сега на вечера. Јес! Климе! Добро бе, Климе, па кај цело време со децава те чекаме. Еби ке чекате, риба ко се ловит, не е то лукни залепи. Дај. Шо дај бе, алат не се дава тебе. Фати ли нешто? Шо рече? Фати ли нешто? И ја тебе. Опа. Абе, јас су рибар, не су хаус мајстор. Да. Ајде, имамо сега ти само нешто за наветате. Ајде. Шо викате ова, а? Сте видели ова, имат кило и пол, шо мислиш? Што е со главата? Шо е со главата? Еми то борба е ова, не е она, се бориш пак ја фатиш, се бори тај со мачот по вратот, ти ќе отпадни главата. Него слушајте се, ова е пастрмка охридска. Ова го немат нигде, виш каква е овде со бобулици и светоточките шо се? По то се разликуваат пастрмка од други нервиши. Научиче? Да. Слушај, ти пошто си најначитан овде, дојдеш да запалиш скараната мали на стручна база, па огнот да го расплантиш. Да, сега. Ој, тамо, и со деца тука шо. Не се онади тука. Значи тогаш вакво рибче немате видено, ви се види батко ти, оп, ножето овака, ќе го клаиш тука овака. Видиш како? Види се месото. Сте виделе вакво месце? Видиш какво е црвено? Што се чудиш, тоа е еколошки, се храни со моркови, со едно друго и то црвено месо, само така се прави. Вака. И се клават сол. Многу сол се клава. Сол, многу. Да речи трибава, шо е волку солено, заш волку сол? И кој ќе јајд, одмислато ти то морска риба оти од солта, а тоа е марифет, после многу вкусна и се јајд. Ете така. Видиш? Ето. Сега име тука на главното да клајме на ова на решеткава. Иначе оваа риба пастрмкава се викаат летница. Ова имат само во Охридско езеро, нигде немат на друго место. Сега кога ќе пробат има прсти да лижите. Слушај, ти готов ли си бе, дамо, ало? Папкам. Папкај, ајде по мене сега да видите шо е ова. И стај се браво бе, шубаво си го направил ова. Замерак, види се. Слушај, ај не туку стоите се тука, ој земи вино нешо не, тука осте се вие сите марифети сакате да ги научите овде. Ајде деца, наместете ја масата, ја одам по вино и по сок. Ајде. Да.
Како? Дојде. Аман бе. Така бе, научничек, Влајмалу. Така. Ајде на здравје. Да те прашам нешто. Климе, зошто тебе те викаат Климе Клен? Еми, Клен рибар професионалец, како да ме викаат. Па Климе Пастрмка, ти само Пастрм ги паѓаш. Слушај, Пастрмка ти е женски род, море. Клен е машки. Ти не знаеш што е, јас ти тој, ние вие тие, види како звучи. Кој ќе кажеш жена, исто кажеш Пастрмка. Да. Ако ќе кажеш маш, исто ти е Клен. Тоа звучи машки. Јас машка сум, не сум тука така јас да ми... Ама... Абе, рушниш, че ти си се збудале у тоа глата саде. Саде со книги, не со овие дечишта. Ајде, пите сокчеви, Биљана платно белеше на Охридското езеро. То со лихни да беше, бе, ти ги мешаш, бе. Турија, бе, живелие. Ајде. Биљана платно белеше. Да ти кажам право, не можам баш да те фатам кој тоналитет го... То не може мене да ме фати Джеймс Бонд, ти ке ме фатиш, бе. Тоа е, бе. Абе, ти саде книгите гледа. Види. Убајна ова. Деца, оштрете и забеве, бе, или тоа. Вакво нешто, значи нема... Слушај, јас не за деца, јале друг пат ваква работа? Па не знам, вие сте јаделе Пастрмка? Слушаш, не те прашав јас, за смешно ако ви требат нешто соби, оно имам ја брачот ми тука мој да ви... Абе, де пиеш, иш да пиеш ти, а? Ба не, малку, така, понекогаш. О, ти е сега, знаеш ова? Деца, абе, вакво нешто вие, кој ќе ојте Скопје тамо, кој ќе почнете, опа, бато, разбира. Ајде, кој го тајни го сега ти? Браво, да пушиш, држиш, брзо. Беше добро, Пастрмка, беше прекрасен. Мислам дека внесов во организмот повеќе калории отколку што требаш. Како не? 380. Ајде бе, Нико, ајде. Пастрмката е фати, ама креветот ке ти избега. Ај кога беше жива. Ама која фати печената, Пастрмка не ја даде да мрдне. Джони, што е она? Заборавиш да ти кажав за Свети Климент.